Негувањето на фолклорот и традицијата е примарна цел на културно-уметничките друштва. За среќа во градов имаме 3 кои со својата работа и настапите на бројни концерти во земјава, но и надвор од неа, се вистински културни амбасадори кои ги презентираат македонските песни и ора. Голем број млади се повеќе се ангажирани во фолклорните друштва, каде ги осознаваат традиционалните песни и сплетови на ора, а она што им представува најголемо задоволство е можноста да настапат на разните манифестации каде го покажуваат сето научено. Каде се има можност да гостуваат и каде ќе настапуваат периодов, членовите на културно-уметничкото здружение фолклористи од градов, открива колешката Валентина Христова која ги посети на една од пробите. Златен канал повторно е на посета на културно-уметничкото здружение фолклористи. Се разбира дека е со повод, но последното нешто што забележавме дека фолклористи се представија на меѓународниот фолклорен фестивал пред домашната кривопаланечката публика. После меѓународниот фолклорен фестивал, културно-уметничко друштво фолклористи зема учество на меѓународниот фолклорен фестивал во Република Србија во Бор, каде што зема учество неде околу 20 ансамбли надвор од Република Србија, во кои бевме и ние. Бевме доста добро примени, беа јако удушевена публиката од нашето представување, со кое можем слободно да кажем, дојдовме до еден договор збртимување на друштвата Бор и Крива Паланка, како и на повисоко ниво Република Србија, Република Македонија со општините Крива Паланка и Бор. Пред некој ден се вративме од меѓународниот фолклорен фестивал во Бугарија, Микрево, и сега интензивно се спремаме за нашиот концерт за нашите деца, за граѓаните од Крива Паланка, кој ќе се одржи на 2 ноември во 19 часот. На самиот концерт се земаат учество гости од Република Србија, Велика Дренова, како и повеќе делегации од Република Србија, Република Бугарија, како и од Република Македонија. Со што имате зацртано вие да се представите пред домашната публика? Ќе се представиме со сите досегашни кореографии кои ги имаме savladani, ќе излеземе со 9 ансамбли на овој концерт. По овој концерт, кои се вашите наредни активности кои ги имате во агендата на вашето културно-уметничко здружение? Покрај овој наш концерт ќе земеме учество на меѓународен фолклорен фестивал во Скопје, детски фестивал, и завршуваме со новогодишен концерт кој ќе се одржи на площад. Според председателот на културно-уметничкото здружение фолклористи Васе Стаменковски, покрај традиционалните игри и танци, тие во континуитет ја негуваат и изворната македонска песна, но и етно изворниот фолклор. Го негуваме македонскиот мелос на изворниот гајда, тапан, кемене, дудуче. Тука имаме повеќе представници кои се активни наши членови и ја презентираат нашата песна и ора. Повозрастните, но и помладите членови на друштвото секогаш гордо и себично истовремено го чуваат традиционалното. А што се тие умеат, ќе имате можност да проследите наскоро на концертот кој го најавија. Засега, еве само дел од сработеното.